Ова е приказ на зативкиот и ненаметлив старец Борис Чипан, градителот и творецот што ја сочува Света Софија Охридска. Професорот кој на студентите по архитектура им говореше од сопствената духовна книга. Приказна за изминатите столетија во кои тој го препознава својот творечки пат, за богатствата во градителската уметност, за преданијата и легендите, за неговиот Охрид и за волшебната моќ на езерото. Во животот имав две привилегии, што сум роден во Охрид и што сум архитект. Охрид е навистина град на волшебство, а и езерото е волшебно. Езерото е волшебно заради тоа што е пресоздава психата на луѓето. А тоа значи, јас сум го кажал тоа со една реченица: влегуваш во езеро варварин, излегуваш аристократ. А тоа е потврдено низ историјата со тоа што многу преселби имало во историјата, како на сите градови, и има етапи од животот на градот кога навлегуваат селски маси, преселници го наполнуваат градот и тие прво стануваат како пречка во градот за старите луѓе, меѓутоа после една-две генерации тие стануваат исто аристократи охридски заради тоа што се поквасиле во езерските води. И тоа е она што навистина го чини овој простор волшебен и кој на луѓето кои живеат тука им представува привилегија заради тоа што ги прави племенити, што ги прави отмени, да речам. Јас тоа го наречувам оплеменување на душата, оплеменување на карактерот и оплеменување оплеменување на однесувањето помеѓу луѓето и во контакти со други луѓе. Едно време пред војната, кога Охрид беше една мизерна паланка, една провинција на крајот на светот, заради тоа што Охрид остана без својата заднина, која беше во целата историја на запад, кон Албанија, кон Епир. Тогаш Охрид осиромаши многу страшно. Меѓутоа, луѓето кои останаа во градот, ја чуваја во себе си и во сиромаштијата таа племенитост на душата. И таа се изразуваше во односот и према случајни минувачи низ стариот град, како понекога кој ќе дојде странец, као нешто бака чудно, не? И кој ќе шеташе по улиците, бабите седеа пред каменот на својата куќа, на секој минувач ќе му кажеа: појлите, седните, да ви почестиме едно сладко и едно кафе. Тоа е однесувањето према луѓето кои денеска, за жалост, ако поминете низ стариот град, никој за ништо не ве смета. Поминувате покрај таков човек и тој поминува покрај вас без никаква емоционален контакт. Охрид имаше девствена природа, чист воздух и кристална вода во езерото. Тука
Крайбрежјето беше, разбира се, во оно време состен, да речем, ака негивнато. Невино. Беше бистро и чисто. А водата кристално чиста, меѓутоа подлогата е еден ситен, пријатен песок, каде што можеш као деца уште, да речеме, слаби пливачи и така натака, каде што може спокојно да се... И многу интересен релјеф има овде подлогата на езерото. Тоа е ситна песок, меѓутоа во неколку промени. Прво има плитко, попосле нека длабочина, попосле второ плитко. И ние во оно време кога учевме да пливаме, тогаш, односно, кога веќе научивме, али као деца, тогаш, кога ќе допливаме до второ плитко, викавме, стигнавме второ плитко, и така натака. Тоа беше едно доживување. Меѓутоа и понатака, после во мојата младост, да речеме, овде се случува фини работи, во она шетањето предпладне на пријатно корзо, каде што еден му остана името, еден градоначелник, кој што го изгради во сушност ова шеталиште пред војната и засади на ова шеталиште канадски тополи кои правеа сенка. Знаете. И тогаш можеше да се шеташ и на сонце и на сенка. Знаете. И тука се случува младешки средби, тука се случуваше експлодирање на младоста. Имам чувство дека мојата младост не е ограничена само на 30-тите години. Денес, по сето моје нуркање во историјата на овој простор, мојата младост ја мерам со столетија наназад, низ времето на самиот Охрид. Летно време, јас бев овде по 3 месеци како студент. Месецот септември, кој е најубав месец во охридската клима, и јас, бидејќи мојата куќа беше тука, целиот септември го имам поминувано во ова увала овде долу, која се вика плажа Ехо. Тоа е само една стена која е ориентирана према запад и во септември, кога е времето е студено, сонцето ги грее тие стени и тука е многу пријатно. Можам да кажам дека седејќи со денови на таа стена, сум прочитал толку литература како никога во мојот живот. Во лето Охрид беше волшебен, како земја од сказните. Езерото, сонцето, младоста, љубовта и мистиката на старите векови се доживуваа со сетилата, а не со разумот. Овој простор е дел од волшебниот брег, кој што е најволшебен како простор. Бидејќи тој не е само како природна реткост со стените и со средновековниот споменик посветен на Свети Јован Богослов, познат во Охрид како Свети Јован од Канево. Заради населбата тука, која е близу Канево се вика. Најволшебен е заради тоа што како конфигурација и како природна реткост со стените околни
предизвикува уште од давнешно време кај охриѓани асоциации на некоја митологија која нема врска со вистинската историја, но која сепак предизвикува некои пориви каде што се зборува за контакти на охридските рибари со Самовили, бидејќи во ноќните часови тогаш рибарите правеле риболов и се моткале околу овие стени каде што се дружеле со Самовилите. Други варианти на митологија се сврзани со Самуил, бидејќи точно во 1000-та година Самуил ја премести престолнината од Преспа во Охрид и се смести во Охридскиот дворец на цитаделата Охридска. Работата е во тоа што таа трагична судбина, тој трагичен крај на Самуиловата држава е останат во меморијата на охриѓани со тоа што разни приказни се раскажуваат во врска со неговото време. Неговиот трагичен крај е сврзан со мистеријата на неговите царски артефакти, како што е круната и жезлото, за кои охриѓани мислеле дека се потопени во најголемите длабочини на езерото и дека тие за вечни времења се тамо останати да сведочат како остатоци за тоа време. Растев во еден град каде што на секој чекор се сопнував од остатоци на историјата. Овде сум го проминал детството, на овој дел овде околу црквата и на оној дел кој следува понатака, све до крајот на зидината, каде што под зидината беше основното училиште Свети Савас. И тамо сум го учил основната школа. Мојата родна куќа беше под овој дел на Долната улица. И заради тоа, од една страна, поголемиот дел од годината го поминував на овој простор, каде што минував за да дојдам до основното училиште и каде што воопшто ние као деца имавме простор за играње. А пак понатака долу сум слегувал летно време на Сараишче, каде што и ги имав првите контакти со езерото, каде што научив да пливам. Овој простор исто така има своја историја, која јас ја научив покасно, као зрел човек и како истражувач. Од една страна на овој волшебен брег, каде што е градот, е тврдината и Тлаошник, места каде што е власта. А на вториот кукулј, охридски за брдо се вика кукулј. На вториот кукулј, понискиот, исто така црковната власт беше. На ова место после разбрав дека уште во
старите 11 век имало манастир наречен Успение на Богородица. А ова црква, која исто носи оригинален ктиторски наслов Богородица Перевлепта, ги има своја историја, меѓутоа во ова фаза е градена во крајот на 13 век. На крајната периферија на една нова држава, каква што беше кралството на србите, хрватите и словенците, во годините по Првата светска војна, Борис Чипан го започнува своето образование. 4 нижи ги завршив во Охрид и од ненадеж добив една стипендија да го продолжам школувањето во Белград. Можете да си предпоставите едно детенце од длабока провинција да се најде во Белград, во престолнината на тогашна Југославија. Една година тагував цела и во тој 5 клас не покажував никаков успех. А живеев во еден дом за воени сирачиња од Првата светска војна. Гимназијата ми беше тука, близу. И све беше згодно, само јас не бев спремен да се соочам со таа атмосфера на голем град. Но со време и тоа помина. И завршив гимназија со одличен успех. Дури бев ослободен од полагање на матура. Но стипендијата беше условена со тоа по завршување на гимназија да конкурирам и да одам во војна академија. Бидејќи стипендијата беше донација, да речем како, на еден генерал српски, кој што беше по потокло Охриджанец. И тој имаше таков услов, секоја година да се школуваат по 2 деца од Охрид да станат офицери. Кога завршив матура, се пријавив на конкурсот за војна академија и ја не знам, тоа дете од 18 години бев уште дете. Не знам каква сила, каква среќа или каква идеја ме натера да се направам, но се вочило и да се направам уште по тежок со диоптрија и во комисијата не ме прифатија. Се спасив. Дали беше тоа интелигенција на едно младо дете или беше она што мојата мајка често го кажуваше дека секое дете има еден ангел за тебе, зад себе, кој го брани и го насочува. Можда беше ангелот тука во прашање. И јас пак дете, кое не чуло што е тоа архитектура, се запишав да бидам инженер. Тоа знаев, инженер. Меѓутоа, кога се запишав тамо, гледам дека факултетот технички имаше 4 оддели. Архитектура, градежништво, машинство и технологија. И шетајќи по програмите за архитектура, видов дека тамо има она што мене ми одговара. Тука немаше дилема веќе, јас веднага вториот семестар се
пишав во архитектура и така тргна моето архитектонско образование. Тие години беа златни години за моје. И јас денеска многу често се сеќавам на една книжка од Тургенјев, која се викаше Весели денови, срекни години, протекоа како пролетни води. И тоа навистина беше така нешто. Но понатака веќе почна да се комплицира работата. Веќе кон крајот на моите студии, во првата половина на 41 година, јас бев веќе пред диплома. И имав веќе задаток договорено со професорот што да работам за диплома. Но се случи 27 март во Белград. Тогаш се сетив дека ова ќе биде војна. И седнав на воз, си отидов на 1 април си отидов во Охрид. Така да избегнав бомбардирањето на Белград, избегнав тамо прогони и такви работи. Во Охрид седев известно време и кога се стабилизира веќе ситуацијата на Балканот, германците свршија све, Македонија му е дадаа на бугарите. И кога дојдеа бугарите во Охрид, јас реков, ви молам да ми дајате дозвола да одам во Белград да се завршам студии. Кај ќе одиш сега, тамо нема ништо, не работи. Ја ќе одам. И тоа е чудна работа, пак ќе го споменам Ангел. Деца во таква ситуација, јас одам без пари, без ништо во Белград. Да се обидам да дипломирам. После месец и пол, добив информација од факултетот да ќе се собере комисија за испит дипломски. И јас така како бев во работнички некои куси панталони, некои сандали, раскапани, ништо така. Одам на факултет и уште еден колега од Белград бил наред и тој за да дипломира и добив диплома. И одма тргнав назад во Охрид да размислувам што ќе правам понатака со мојата професија архитектура. Иднината на младиот архитект започнува кога борбите за конечно ослободување се уште траат. Се обновуваат урнатите мостови и изгорените села. Чипан работи во градежната оператива, а во 1949 е одреден за основач и прв директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата. Одмah ме прогласија директор. И првата после задача испадна големиот проект Света Софија да се конзервира дефинитивно. Тоа беше проект веќе на сојузна влада, имаше и сојузнен завод за заштита на и финансирано беше од сојузна влада, комотно све. И така почнавме да бидеме конзерватори. Нов и голем предизвик. Конзервација на Света Софија. Некогашниот катедрален храм на Охридската архиепископија, претворена во џамија, стоеше запустена и предуривање. Кога ја пишував книгата за Света Софија во 90-тите години, во воведот имам написано: Света Софија беше најголемата радост на мојата младост, а сега
од 90-тите години е носталгија по убавото време што сме го поминале 7-8 години работејки овде на Света Софија. Организацијата беше фантастична и 50-тите почнавме со комплетна конзервација на ова црква, каде што некои делови од црквата беа веќе на паѓање. Овде работевме толку години на чистење на фреските, на реконструкција на фреските со студенти и млади луѓе од цела Југославија и неколку лета поред. Овде во дворот имаше шатори каде што спиеа околу 30 млади луѓе што гребкаја да ги откриваат фреските. А во средината овде имаше една барака каде што цело време спиеше Здравко Блажич, кој беше роден конзерватор за конзервација на фрески, и тој тука имаше своје седиште. На бараката половина беше складиште за извадени фрески од зидовите, а половина беше кревет и маса за работа и за спиење на Здравко Блажич. И навистина тоа беше фантастична атмосфера. Дури многу фрески, за да се конзервираат, мора да бидат симнати од зидовите. Нарочно со интервенцијата на јужниот зид, кој го исправавме од една критична положба пред рушење, и фреските ги обработувавме на сонце во дворот. Во исто време Здравко Блажич ги исчисти и фреските во Перевлепта, кои беа невидливи. И тоа беше ново откритие. Тогаш ги откривме и имињата на авторите на тие фрески, Михајло и Еотихе. И воопшто Охрид тие години беше време на чуда, така да речам, со откритија од таа средновековна уметност. И заради тоа во 1962 година во Охрид се одржа 12-тиот меѓународен конгрес на византолозите од целиот свет. И тоа беше една сатисфакција, да речеме, за нашата работа. Кон крајот на 19-тиот век започнува трагичната судбина на македонските градови. Граѓаните живееја во прекрпени куќи, а палатите ги отживуваа своите последни денови. Некои сосема празни, а други со по еден осемен стар човек, ке забележи професорот Чипан. Покрај конзервацијата на Света Софија, со цел да ја спаси, тој се зафаќа со реставрација и на старата охридска архитектура. На моја иницијатива добив кредит од владата на Македонија да направам реставрација на 10 на 15, можда и 20 најдобри примероци од охридската архитектура, да ги реконструирам. Во тоа време јас тоа на паралелно со Света Софија го работев и среќа што имав некои стари мајстори кои знаеа ова да го направат многу добро, заради тоа што дури имаја и алатки за профилирање на прозорите старински, уште зачувани во оригинална состојба. Таа интервенција со реконструкција на стариве згради во Охрид, тогашен 50-тите години во Охрид немаше ни туризам, ништо. И јас, да не се фалам сега, да бев визионер, меѓутоа знаев дека реконструкцијата на оваа архитектура со време ќе стане привлечен модел за туризма.
и така и бина. Денеска овој простор ми е близок и од една друга причина, заради тоа што после рушењето на овој драгоцен комплекс, оваа нова зграда на семејството Филипци беше првиот мој архитектонски проект што бил реализиран као мој проект. Им зборуваше на студентите од сопствената духовна книга, ке запише сликарот Владимир Георгиевски. Им рече: историјата да ја учите од Стефан Цвајк, од Достоевски. Им порача во нивниот джеб постојано да се наоѓа блокче и молив, зашто архитектот само цртајќи го осознава светот и човекот во тој свет. Цртајќи ја учи историјата, литературата, театарот, музиката и просторот во нив. Во крајот на 50-тите години веќе препекав за современо проектирање. Ми беше доста конзервација, а од почеток на мојата кариера аз сум сакал да бидам проектант. Се случи сретна околност, можда пак ангелот. Се опразни местото овде на факултет за професор по предметот проектирање на општествени згради. Иако јас цело време работев историја пред тоа, требаше да бидам во предметот историја на архитектура. Но тамо немаше место за мене и среќа отидов на вистинското место. Тогаш јас почнав да се припремам, а и цело време претходно, кога сум се бавел со историја, цело време сум започнал од современата архитектура. Така да имав информации доволно, а мислам дека се покажав и добар педагог. Мене најголемо задоволство ми чини кога ќе сретнам студенти од мои генерации и дури кога ќе им го кажам името, тие ме гушкат и вика како памтите професоре и имиња од ваши студенти. Тоа е сатисфакција за мене, друга не ми е потребна. Градител, конзерватор, научник, професор и активен учесник во развивањето на нашата национална култура. Чипан е добитник на 11 октомври награда за животно дело, 7 ноември на Охрид, Андреја Дамјанов на Сојузот на архитектите на Македонија и наградата на борба за архитектура. Последното признание го добива за неговиот последен труд, зградата на Ману. После една година работење со работници на изведбениот проект, го направивме и ја изградивме академијата на највисоко ниво. Заради тоа што и при градбата јас бев стално присутен. Покрај книгата Света Софија, катедралниот храм на Охридската архиепископија, како значајни остварување на Борис Чипан ќе останат. Старата градска архитектура во Охрид, Охридската куќа. Современата изградба во градовите со архитектонско наследство. Македонските градови во 19. век, 111 тези за архитектурата и традиција и современост во архитектурата. Се гради
Скопје е фантастичен бргу. Значи, станови и локали, тоа е сега трговија, тоа е сега темата на изградба на град. Меѓутоа, сето тоа се случува со два парадоксални контрасти. Многу се гради, нешто е во некој квалитет. А повеќето е некој шунд, некој кич, нешто што го барат не културните инвеститори и каде што има и такви архитекти, разбираше, за да не седат без работа, ќе му направат на нарачателот све што сака и како што сака. И тука веќе не се води сметка за. Ова е, јас секогаш сум тврдил дека архитектурата е најголемо огледало на развитокот на градовите и на поедини етапи во развитокот на градовите. Меѓутоа, каква власт, како вика, таква е архитектура. Нажалост, не сакам да речам имаме лоша власт, меѓутоа имаме лоша архитектура.